Почитувани гледачи, ова е рубриката Предлози, стилови, идеи, а денешен нас гостин е Јовица Трајковци, инаку Јоцо, еден од пионерите кога се работи за професионалното одржување на градини. Здраво, Јоцо, добро ни дојде во емисијата. Здраво, живо. Добро најдов. Сега би сакал да те прашам неколку основни работи кога веќе правиме разговор за одржувањето на градините. Што е една основа кога веќе разговараме за одржување на градини? Што е една основа при одржувањето на градините? Па основата за одржување на конкретно за сите градини, значи 70% е во целото тоа одржување на дворот. Најбитна работа е одржувањето на дворот. Што тоа значи? Значи, редовно косење на тревниците, редовно подкастрување на одредени декоративни растенија. Зависи во кој период, значи во годината се подкаструва. Кога е најзахтевно? Значи, кој период од годината највеќе треба да се одржува градината? Па нормално, значи во пролетните периоди редовно шишање на тревникот, значи 2 пати неделно, редовно прихранување, значи дуре поладно времето. И нормално, значи прскање против штетници, поготово во... Кога почнува прскањето против штетници? Дали е тоа март, април? Па март, април, значи кога е променливо времето претежно во пролетните периоди, значи има редовно дождови, повеќе дождови. Од кои, значи, штетниците им одговараат на штетниците? Ете, така, значи и мора навремено да се третира било за дадени растенија, мислам за одредени растенија. Значи може да фатат вошки, може пајак од тие штетници, може да фати пепелница, пламеница, зависи кое растение. Така, сведоци сме дека се повеќе и повеќе имаме градини кои имаат така наречени живи огради, направени од неколку видови на растенија. Кои растенија најчесто се користат за правење на живи огради? Па претежно, доколку клиентот не сака комплетно да се затвори, ние практикуваме од фамилијата на пирамидалните растенија, тоја смарагд, тоја колумнарис и така натаму. Значи, нив самата композиција им е пирамидална и не го затвара комплетно погледот. Но прави една така по-интимна атмосфера, но сепак не е затворено како што е случајот со леландите. Ето така. Значи, доколку сака клиентот нормално да се затвори комплетно, тогаш се оди, нели, со купресус леланди, со фотинија, со прунус, етна, лауцерасус. Така. Во последно време исто така гледаме дека се модерни доста топчести геометриски форми на растенија, пирамидални форми на растенија. Често пати јас сум сведок, знаеш дека во нашата бранша луѓето сакаат такви растенија, но по некое време тие ја губат формата. Колку е тешко и колку е захтевно да се овие форми да се одржуваат прецизни? На колку време да пример треба да се одржуваат тие да бидат правилни топки или правилни пирамиди? Значи, за да биде тоа секако што треба, мора почесто да се шиша во текот на целата година. Тоа е од 3 до 4 пати, зависно од растенијата. Значи 3 до 4 пати во сезоната или 3 до 4 пати во годината? 3 до 4 пати во годината. 3 до 4. Кога се започнува? Се започнува на пролет, кога ќе почне вегетацијата. Нормално во летните периоди, јули, август, кога се жештините големи, значи не се препорачува да се шишаат. Пошто може да подгорат. Претежно, значи, ефективно шишање на пролет и на есен. Исто така,
кај нас се веќе многу популарни и алпинумите, значи ниските брдца со камења, со миниатурни растенија, со доста перени на нив. Што е со нивното одржавање? Исто, значи, како и што се шишаат оградите, така и алпиниумот редовно треба да се одржува. Значи, мора редовно да се плеви од диви плевели, значи, има миниатурни растенија, декоративни, као например буксузот, туја ауреанана, Juniperus old gold и ред други юниперуси кои што редовно треба да се одржува за да изгледа алпиниумот онака како што треба да биде. Сведоци сме на тоа да често пати самите собственици сакаат да се научат да ги одржуваат градините и тоа е за поздрав, но често пати знаат да направат и голема штета, нестручно кројки ги садниците и значи има такви садници кои нели ако еднаш например се сгрешат, нивното подкрстување се сгреши, враќање нема. Што во тие ситуации? Што се прави во тие ситуации? Во тие ситуации, значи ние сме тие што треба да ја поправиме работата. Зависност, значи колкава е штетата направена. Некои растенија, значи не може да ги вратиме во правобитната положба како што биле претходно, додека некои растенија може, значи и колку да се скастрат, може да потерат пак млади, значи гранчиња од нив, така да нема да има проблем. Нормално ќе треба период за да се оформи пак значи тоа растение како што треба да биде. Значи совет за собствениците можат да експериментираат, но нека внимаваат, нека бидат тоа некои растенија што сепак се полесни за одржување. Нашата емисија Гарден клуб Градини веќе оваа година имавме една идеја да го направиме тоа, меѓутоа времето помина, од идната пролет ќе направиме надпревар, значи во формирање на топки и на спирали, каде што ќе бидат повикани повеќето стручни лица од Македонија за таа работа и ќе видите дека тоа ќе биде навистина интересно и дека најдобрите ќе ги наградиме. Ни беше драго што еве Јоцо ни беше гостин денес во емисијата, што ете дадовме едни основни, кажавме едни основни работи за како се одржуваат градините и на кој начин се започнува со таа работа. Јоцо, ти благодариме. Благодарим и на вас. Се гледаме во некоја наредна прилика. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.